Здравиот човек има многу желби, а болниот само една. Вистина е дека здравието е наше богатство. Тогаш вложениот труд да не следите е на вистина паметна инвестиција. Природата не вика да ни даде здравје. Земете здравје од природата. Во оваа емисија ќе се трудиме со нашите совети, кои се богатство на природата, на многу едноставни и интересни начини да го сочуваме нашето здравје или вратиме, или да го одржиме во здрава кондиција и во иднина. Добре дојдовте во светот на здравата храна, здравите мисли и здравото тело. Мајчината душица е растение со кулинарска, медицинска и декоративна употреба. Нејзината широка примена ќе ја дознаеме токму во оваа емисија на Земи здравје од природата. Во античкиот Египет мајчината душица се користила за балсамирање, во античка Грција како темјан во храмовите и како додаток во водата за капење. Мајчината душичка е висока околу 20 до 30 сантиметри. Таа е грмушеста билка, има кратки лепсовидни сиво-зелени листови. На врвот од стеблото се создаваат округли цветови со розова или виолетова боја, кои испуштаат пријатен и јак мирис. Поради тој јак мирис кој ги одбива осите, мајчината душица се сади покрај рози и други цветови кои се чувствителни за осите. Ова растение расте на сончеви места. Неговите лековити состојки се наоѓаат единствено во листовите и цветовите. Треба да се напомене дека мајчината душица треба да се бере многу предпазливо, никако не смее да се кине бидејќи тоа ја уништува билката. Со макази треба да се сече само горната половина од растението, каде што почнуваат листовите. Цветовите, листовите и маслото од мајчина душица луѓето најчесто ги користат при третирање на мокрење во кревет, диареја, болки во стомакот, артритис, болки во грлото, настинка, бронхитис, гасови и како диуретик. За заштита во време на епидемија се препорачува секојдневна употреба на чај од мајчина душица, затоа што таа има својство да го спречи создавањето на многу патогени инфекции, а некои дури ги уништува. Но овде треба да се нагласи тоа дека е многу важно како се подготвува овој чај. Никогаш не треба овој чај да се вари во отворен сад. Не треба да се земе повеќе од потребната количина на билката за да се подготви чај. Мајчината душица содржи лесно испарливи лековити состојки и при варење во отворен сад тие може да испарат, па така подготвениот чај нема лековити својства. Мајчината душица исто така може и да се инхалира, што би дало уште подобри ефекти при терапијата. Со ова се постигнуваат два услови кои даваат најдобри ефекти при искашлувањето, бидејќи се обезбедува добра хидратација на организмот и водена пара која содржи лековити состојки од мајчината душица. Успешно го разложува секретот во бронхиите. Етерично масло од мајчина душица содржи 20 до 54% тимол. Тимол припаѓа во групата соединенија позната како биоциди, супстанции кои може да ги уништат штетните организми. Кога тимолот се користи заедно со други биоциди, како што е карвакол, поседува силни антимикробни својства. Истражувањата покажуваат дека тимолот од мајчината душица, доколку се употребува заедно со лекови како што е пеницилинот, ја намалува отпорноста на штетните бактерии. Мајчината душица е ефикасна и при третирање на акни. При тестирање на ефектите од тинктури од невени мајчина душица врз бактериите кои се предизвикувачи на акни, научниците во Лиц откриле дека препаратите од мајчина душица се многу поефикасни при третирање на акни во споредба со кремите кои често пати се препишуваат до лекарите. Ги уништува ларвите од тигрестиот комарец. Тигрестиот комарец поттекнува од тропските и суптропските области на Југоисточна Азија. Сепак, од 1990 година, тој се шири во многу други делови на светот и е вектор за пренос на вирусот Западен Нил, вирусот на жолта треска, Сент Луис енцефалитис, денга треска и чукунгуња треска. Истражувачите од Националниот универзитет во Јужна Кореја докажаат дека комбинацијата на тимол,
алфа-терпинени и карвакол е ефикасна при уништување на ларвите од игрестиот комарец. Мајчината душица штити од елементарни бактериски инфекции. Мајчината душица дури во ниски концентрации може да се користи како природен конзерванс на прехранбени производи, а тоа е докажано со португалски истражувања. Една полска студија докажа дека тимолот од мајчината душица е ефикасен против бактериски соеви, кои се најчести предизвикувачи на труење од храна кај човекот. Една студија покажа дека екстрактите од мајчина душица штитат од рак на дебелото црево. Додека онколозите од Универзитетот во Турција спроведоа студија за да се утврди каков е ефектот дивата мајчина душица врз ракот на дојката, во списанието Исхрана и канцер објавија дека мајчина душица ги уништува клетките на ракот на дојката. Тие заклучиле дека дивата мајчина душица може да биде ветувачки кандидат во развојот на нови терапевтски лекови за третман на рак на дојка. Таа е одлична и против габични инфекции. Габичката Кандида albicans е причина за појава на габични инфекции на уста и вагината, а карактеристично за неа е тоа што во оваа инфекција често пати се повторува. Во списанието Планта Медика 10 е објавено дека етеричното масло од мајчина душица значително го подобрува уништувањето на Кандида albicans. Таа ја продолжува и стабилноста на маслата за готвење. Оксидацијата на мастите е сериозен проблем за време на преработка на храна и складирање, што доведува до загуби на квалитетот, стабилност, безбедност и хранлива вредност. Научниците од Институтот за земјоделски науки и храна биотехнологија во Варшава, Полска, направија истражување и заклучија дека екстрактот мајчина душица ја продолжува стабилноста на сончогледово масло. Мајчината душица се препорачува и за сите оние кои што имаат проблеми со кожата. Дерматолошките, кожните проблеми се заеднички во руралните и урбаните области, карактеристични за земјите во развој. Во посиромашните делови од светот, традиционалните препарати од растително потекло се единствениот избор за луѓето, како алтернатива на сите синтетички лекови. Докажано е дека 66,5% од лицата со екзема успешно биле излекувани со крем кој содржал 3% етерично масло на мајчина душица. Чај со мајчина душица за висока температура. Се прави мешавина од 20 грама мајчина душица, 20 грама камилица и 20 грама липа. Се зема една супена лажица од мешавината и се прелева со 200 мл врела вода. Се остава да отстои 10 минути и се прецедува. Се пие по неколку филџани во текот на денот. Чај со мајчина душица против настинка. Се прави мешавина од мајчина душица, камилица, жалфија, лист од бреза. Од неа се зема една супена лажица, се става во 200 мл врела вода, се поклопува и се остава да отстои 30 минути. Потоа се прецедува и се пие по една чаша од 200 мл 3 пати на ден. Чај со мајчина душица за нервозен стомак. Се зема една супена лажица мајчина душица, се остава 2 минути да проврие во 200 мл вода и се поклопува. По 10 минути се прецедува и се пие. Како да подготвите чај со мајчина душица за превенција од епилепсија? Се прави мешавина од мајчина душица, конјско опавче, матолчина и пелин. Од неа се зема една супена лажица, се прелева со 200 мл врела вода и се остава да стои поклопена 30 минути. Потоа се прецедува и се пие 3 пати на ден по една чаша 1 час пред јадење. Чај со мајчина душица против ешерихија коли. Во 1 литар врела вода се става по една кафена лажичка мајчина душица, кантарион, капина, бел и црн слез. Се остава да отстои поклопено 1 час, се прецедува и се пие на 5 еднакви делови во текот на денот. Чај со мајчина душица против хеликобактер. Се прави мешавина од 20 грама мајчина душица, 40 грама кантарион,
20 грама руса трева, 40 грама ајдучка трева и 30 грама ленено семе. Една супена лажица од мешавината се става во 600 мл ладна вода. По половина час се става на оган да зоврие, се трга од оган и се прецедува. Се пие 2 до 3 пати на ден. Како да подготвите вино со мајчина душица за регулирање на нередовен менструален циклус? Се прави мешавина од 300 грама мајчина душица, 200 грама жалфија и 100 грама тегавец. Од оваа мешавина се зема една супена лажица и се става во 1 литар млака вода да се вари 30 минути во поклопено тенџере. Откако ќе се свари, се прецедува и се става во една поголема тегла. Во теглата се додава 200 мл домашно јако црвено вино и се промешува. Од оваа вино се пие по една ракиена чашка 3 пати на ден пред оброк. Ова вино се консумира се додека не се регулира менструалниот циклус. Еве неколку совети за справување со поленска кивавица. Во 200 мл млака вода се раствора готварска сол или морска сол и со тој раствор се промива носната слузница. При отежнато дишење со благо задушување помага и чајот мајчина душица. Чај со мајчина душица за помош при бронхијална астма и алергија. Се прави мешавина од 20 грама мајчина душица и 20 грама листови од подбел. Од добиената мешавина се зема една супена лажица и се прелива со 2 децилитри зовриена вода. Се остава 15 минути поклопено, потоа се прецедува и се пие 2 до 3 пати на ден по 2 децилитри пред јадење. Третманот трае 2 недели, се прави пауза од 1 недела и по потреба се повторува. Овој чај може да се користи при акутен и хроничен бронхитис, за исфрлање на балгам и шлајм, за помош при емфизем, алергија на полен и прав, хронични воспаленија на устната шуплина и грлото. Тинктура од мајчина душица против сите видови болки и за релаксација на целиот организам. Во тегла со 1 литар јака ракија се става една поголема китка мајчина душица. Теглата добро се затвора и се остава да отстои на топло место 21 ден. По 21 ден се прецедува и од оваа тинктура, се земаат 10 до 15 капки растворени во една шолја чај од маточина еднаш дневно. Со оваа тинктура се врши масажа на болните места. Домашните лекови кои се префрлаат од генерации на генерации може да делуваат многу подобро од купечките. Токму такво и ова млеко кое го лекува грлото брзо и ефикасно. Ако имате болки, гребење или кашлица која ви го надразнува грлото, испробајте го овој рецепт. Потребни состојки: 3 големи кромиди, карамфилче, 1 лажица кафев, шеќер, 1 гранче мајчина душица, вода и половина шолја млеко. Неизлупениот кромид ситно насечкајте го и префрлете го во тенџере заедно со карамфилчето, шеќерот, мајчината душица и водата. Водата треба едвај да го покрива насечканиот кромид во садот. Варете околу 2 часа. Мешајте и по потреба додадете малку вода. Мешавината прецедете ја, а млекото добро загрејте го. Растворот од кромид помешајте го со иста количина на млеко и пијте 3 пати дневно. И сосема за крај, дали знаете дека 1 до 2 капки етерично масло од мајчина душица, капнати на коцка шеќер, го отстрануваат непријатниот мирис на устата. Останете во добро здравје и грижете се за себе. И земајте го најдоброто што ви го нуди природата.